Интересно е исто така да се каже збор 2 и за Христовото слегување во адот. Адот е местото, односно состојбата на душите на умрените до Христа, и тие биле под власт на сатаната не само грешниците, старозаветни, туку и праведниците, зашто никој не можел да ги избави од гревот и смртта, освен самиот Христос Спасителот, кој што со крстот влегол во адот, го проповедал своето Евангелие, и оние што поверувале и оние што биле праведниците биле избавени од адот, а оние што не поверувале и оние грешниците што останале упорни во своите гревови, останале во адот и понатаму. На сатаната и неговите ангели им ја одземена власта, и повеќе тие немаат власт над човекот. Значи, за секоја постапка понатаму нема власт над човекот, на човечката душа, сатаната, туку одлучува секој човек. И затоа таму се вели во стихирата што ја пееме место Иже херувими, таму да молчи, вели, секоја плод човечка и да стои со страф и со трепет и ништо земно да не помислува во себе, зашто ете царот над царевите и Господ над господарите доаѓа да биде заклан за храна на верните. Каква потресна стихира е ова, може само да се види како на тој начин практично го урива адот. Таа власт што ја имал сатаната над душите и на праведниците, не само од грешниците, во адот ја одземена за потоа да следува најголемиот и најпосакуваниот, најрадосниот празник над празниците, што го именуваме Велик ден, а значи нема повелик или поголем, најзначаен ден од овој ден за целото човештво, зашто на овој велик ден, на Велик ден, практично нам ни е вратено достоинството човечко, да бидеме во заедница со Бога, да биде спасен човечкиот род, да биде оттргната од него смртта и гревот, и да се обезбеди условно за секој христијанин, особено за православните, дека му е загарантирано Царството Небесно доколку ги исполнува Божите заповеди, зашто ние, како што вели Христос, го сакаме Бога само тогаш кога ги исполнуваме неговите заповеди.